А колешката Весна во собраниски брифинг ја има пратеничката Фаница Николовска од редовите на СДСМ. Весна, повели кои се темите за кои што ќе разговарате со Николовска, секако во наредните 10-15 минути, просторот е ваш. Така е, Влад, јас и Николовска сме денеска во собраниски брифинг и ќе разговараме на сите оние актуелни теми. Но пред се за петиот сет економски мерки, бидејќи во моментот тој е најбитен за граѓаните и за фирмите кои се погодени од коронавирус и сите оние економски загрозени состојби. Во секој случај ќе разговараме и за други теми, но гледачите нека останат со нас. Добро утро. Добро утро и од мене. Поздрав до гледачите кои што не следат. Господја Николовска, во собранието веќе пристигаат дел од законите од петиот сет на економски мерки. За сега се пристигнати, односно на собраниска седница се два, на 23 марта закажана собраниска седница. Од ВМРО ДПМН веќе слушнавме најави дека ќе ги подржат овие предлог закони. Но затоа пак од Алијансата имаме најави за многу амандмани. Ќе има ли разврска? Каква ќе биде разврската за овој сет на економски мерки? Вие знаете дека светот е навистина соочен со пандемија предизвикана од коронавирусот, која што покрај здравствени предизвикува и негативни економски последици. Сите држави во светот наоѓаат најразлични начини да се справат со оваа состојба. Така и ние како држава од самиот почеток на пандемијата преземавме мерки и активности за намалување на последиците. До сега реализирани се 4 сета пакети на мерки, кои што значат поддршка за граѓаните, на најранливите категории, лицата со ниски приходи, пензионерите, студентите, лицата корисници на социјална помош, но исто така и поддршка за стопанството. Целта е да се сочуваат што поголем број на работни места и негативните последици да бидат што помали. Така и со овој петтиот пакет на економски мерки, кои што владата веќе го усвои на седница, се подготвуваат закони од страна на владата, некои се веќе доставени и се ставени на собраниска седница. Јас очекувам опозицијата да се надмине себе си и навистина во оваа тешка ситуација да излезе во пресрет на граѓаните и на стопанството и верувам дека ние секогаш сме спремни за разговор, како со ВМРО ДПМН, така и со останатите пратеници од опозицијата и убедена сум дека ќе се надминат себе си и ќе најдеме заедничко решение и ќе ги донесеме последниот сет на мерки, затоа што тоа е од интерес и за државата, но пред се за граѓаните. Иако имаме согласност сега од ВМРО ДПМН, сепак овие закони доколку Алијансата не ги повлече сите оние амандмани, сепак не ќе можат да бидат донесени така брзо. Законите се сега, дел од законите се доставени во собранието, се уште не се поднесени амандмани од страна на Алијансата, останува деновиве да видиме како ќе се одвива ситуацијата, но ние пратениците пред се имаме обврска, избрани сме од граѓаните, се со цел да работиме во нивна функција и убедена сум дека ќе најдеме заедничко решение и овој сет на мерки ќе биде донесен затоа што пак ќе повторам дека тоа е во интерес на државата, особено на граѓаните. ВМРО ДПМН обвинува дека на досега во собранието се поднесени само два предлога закони од овој сет на мерки. Велат дека вината за бавното носење на овие закони е бидејќи власта нема пари во буџетот. Како ќе коментирате ваквите обвинувања? Дали е вистина? Опозицијата и во цела измината година се користи со истата реторика и кога ги носевме претходниот сет на мерки, истата реторика ја користија. Мислам, нема што да очекуваме повеќе кога опозицијата го блокира носењето на законот за изградба на нов клинички центар. Дневно ги менуваат нивните ставови. Кога станува збор за овој сет на мерки, законите се изготвени од страна на владата и дел се изготвуваат, дел се доставени во собранието. Кога го буџетот 2021 година во декември минатата година, имавме во предвид дека можеби пандемијата ќе потрае и оваа година, што за жал се покажа точно. Затоа во буџетот се на резервна ставка се предвидени средства токму за овие намени. Буџетот е ликвиден, показател за тоа и редовната исплата на плати, предвремена исплата на пензии, сите социјални трансфери на времено се исплаќаат, повратокот на ДДВ се исплаќа редовно.
Поради тоа и туку министерот кога доаѓа, особено заменик министерот неколку пати браниската горница и на седниците на комисиите повторува дека буџетот е ликвиден, дека има средства за оваа намена, наша обврски задача е да ги донесеме овие мерки. Значи не се точни сите оние обвинувања дека затоа се доцни и се ставени на 23 марта на седница законите? Не, апсолутно не се доцни. Тоа и за законите се за во наредниот период за поддршка на граѓаните. Апсолутно не се точни обвинувањата. Пак ќе повторам, истата реторика користи и во целиот изминат период, што се покажа за неточно. Сите пакети на мерки се реализирани во изминатиот период. Алијансата за албанците и алтернатива, овие закони, односно овие амандмани што планираат да ги поднесат, се токму за да биде донесен нивниот предлог закон за државјанство. Тие велат дека ова е едно од нашите изборни ветувања и по секоја цена треба да се донесе. Дали има некакво поместување, бидејќи тој закон е веќе во собраниска процедура, но доби негативно мислење од владата? Ние за секое прашање сме спремни за разговор и сметаме дека сите проблеми, сите дилеми кои што ги имаме околу определено прашање треба да ги решаваме со разговор и токму собранието е законодавниот дом, место кај што треба по тие прашања да се дискутира. Спремни сме да дискутираме и по ова прашање. Точно е дека определен број на граѓани не можат да го остварат своето право на државјанство согласно важечките прописи во нашата држава. Тука треба да се изнајде решение, да не бидат оштетени овие граѓани во согласност со меѓународните стандарди и норми кои што го регулираат токму ова прашање. Затоа треба да се остави време, треба да се разговара по ова прашање, меѓутоа не сме овој закон, не сме да си дозволиме како држава овој закон да биде предмет на уцена носењето на овој закон. И како што вели Алијанса и алтернатива, доколку не се донесе овој закон, ќе се блокираат сите останати законски решенија кои што се доставени во собранието. Тоа како држава не смееме да си го дозволиме, затоа што ние сме 120 пратеници, избрани од граѓаните, платени со парите од граѓаните и ги имаме сите истите права, истите обврски и треба да се ставиме во функција на државата и на граѓаните. Сепак собранието, морам, ова ми е неизбежно прашање, сепак собранието е блокирано. Тројца пратеници од владачкото мнозинство се болни од коронавирус. Дали има најави кога ќе се вратат на седници? Во зависност од нивната здравствена состојба, очекуваме во наредните денови да се подобри нивната здравствена состојба и наредната недела кога е закажана со седницата на 23 на собранието, очекуваме да бидат присутни. Меѓутоа пак ќе повторам, сите 120 пратеници имаме исти права, исти обврски, иста одговорност пред граѓаните. Присуството на сите пратеници во собранието е неизбежно и обврска ни е наша да присуствуваме и на седниците на собранието и не сме да се однесува вака опозицијата, да не доаѓа на седниците на собранието или да доаѓа само за определени прашања кои што сметаат дека кои што се од нивни предлози, кои што сметаат дека треба да бидат поставени на дневен ред. Јас сум убедена дека и ова ситуација ќе се надмине. Затоа и неслучајно претседателот на собранието предложи измени во деловникот на собранието да можат оние пратеници кои што се болни заразени со COVID-19 да можат да учествуваат во работата на собранието онлайн, меѓутоа тоа не беше прифатено од страна на опозицијата, иако целиот свет оди кон дигитализација и многу најразвиените држави во светот, Европската унија ги држат своите седници онлайн, меѓутоа кај нас тоа за жал не е случај. Сепак опозицијата не доаѓа и ти отворено повикуваат на предвремени парламентарни избори. Дали е време за парламентарни избори? Ние парламентарни избори имавме скоро, во јули 2020 година. Народот испрати јасна порака, мнозинството од граѓаните дадоа доверба на ова парламентарно мнозинство и на владата да ја водат нашата држава во наредните 4 години. И никако држава не смееме да си го дозволиме тој луксус секоја година да организираме избори. Владата достави до собранието програма која што треба да ја реализира во наредните 4 години. Ние имаме обврска пред граѓаните да ги реализираме сите оние мерки и активности кои што се предвидени во таа програма. Меѓутоа, опозицијата повикува на предвремени парламентарни избори, а сега имавме предвремени локални избори за избор на градоначалник на општините Штип и Пласница, каде што опозицијата не учествуваше и толку од нивната конзистентност и истрајност во барањата. Тие дневно политички секој ден си ги менуваат своите ставови, јас би ги повикала барем една недела да обстојат на
својот став, имајќи предвид дека нашата опозиција за ниедно клучно, за ниедно важно прашање не излезе со конкретен став, со конкретно решение на определен проблем. Тука се гледа нивната безидејност, очигледно имаат и големи проблеми во партијата. За жал, тоа се одразува и на државата и на граѓаните негативно. Повторно би се вратила на оној 5 сет на економски мерки. Очекувате ли да се донесат на вистина, затоа што ќе има се зависи од договорот? Очекувам да се донесат. Убедена сум дека сите ќе се надминеме себе си, затоа што ќе повторам, тоа не е интерес на Социјалдемократскиот сојуз, туку интерес за државата и за граѓаните. Ние имаме обврска тоа да го реализираме пред нив, затоа сме и народни представници во ова собрание. Николовска, ви благодарам за разговор. Ви благодарам и на вас, поздрав до гледачите. Студио, ова беше разговорот со пратеничката од редовите на СДСМ Фаница Николовска.